Отворена рана над зидот. Предание на далечните години одзвонува под варосаната мишка на одајата. Стари навики во ќошот. Во глувите предели на времето се превртил денот. Го затвориле дланките успаното сонце во длабоките пасови. Тој е приспомнување на ангелот. Помисла на ехото што снови, како душа во затворениот пейсаж на моето срце. Од богатото наследство на материјалната култура на почвата на Македонија, можно интересно место заземаат и предметите, односно садовите, кои се употребувале во секојдневното живење. Ова е уште поинтересно зашто некои од овие садови, како дел од покукнината на македонската куќа, и денес се употребуваат во некои села и помали градови, места каде се уште се чувствува последниот здив на старите традиции во начинот на живењето. Со оглед на тоа дека секој регион, односно етнички пределски целини, поседуваат и своји оригинални автентични предмети, наменети за домашните потреби, на нашиот пат да ги регистрираме како белег на едно време, на едно живење, наидовме на зачудувачки богат фонд, што секако е за изненадување со оглед на времето во кое живееме. Првиот впечаток за сите овие садови, со кои се служале нашите мајки и баби, е нивната извонредна едноставност, со речиси достоинствени форми и линии, без многу накитеност и украси. Така, создавајќи ги овие предмети, најчесто за лична, семејна потреба, народните неимари не само што е пренесувале од колено на колено традицијата на нивната изработка, туку наедно создавале, без да бидат свесни за тоа, предмети со уметнички вредности. Повеќето од садовите и другите предмети ги изработувале селските мајстори, како и градските занечии, особено казанџиите и ковачите. И денес во некои села низ Македонија, особено во рицкопланинските предели, можеме да сретнеме грмчари и дрводелци кои се уште сами ја изработуваат неопходната покуќнина за своето домакинство. Облеката на мракот, коренот на зракот, усвитената утроба на земјата се негова содржина. Гласови жолти млазеви на вимето, вивната рж во ридовите, змија ги подјадува зборовите, ги преобразува боите на иконите, се издига се повисоко, се подлабоко пропаѓа во срцето на плодот. Отсутен лавеш низ отворените поли на ноќта. Јазикот го лиже дното на небото, до гола кожа е откриена вистината. Огништето како најважен дел од куќниот простор, како главна артерија од која струел целокупниот крвотек во животот на семејството, представувало и култно место каде што за време на верските празници се вршеле многу обичаи. Тоа е најтоплото, најпријатно место за седење, за одмор. Тука се приготвувале сите јадења, од тука се шират опојните мириспи на македонската кујна. Затоа и најголемиот дел од овие садови се наоѓаат во негова најнепосредна близина, секогаш на дофат на раката на домакинката. А секој предмет имал свое определено место за чување и намена. Огништето е сместено во просторијата наречена куќа, а во неа се наоѓаат и другите домашни помагала на домакинката, како дрвениот ковчег, наречен брашненик, во кој се чувале брашното и лебот.
Потоа дрвената трпеса и целокупната поситна покукњина сместена во долапите и рафтовите. Крај огништето се и металните преклади, наречени мачки или магарици, изработени од ковано железо, кои се вкрастуваат врз огнот и на нив се редат дрвата. Интересно е што осветлувањето на оваа просторија првобитно доаѓало од запалениот оган на огништето. Дури подоцна почнале да се прават специјални дрвени или железни свеќници на кои се прицврстувале борини или лоени свеќи. Нив подоцна ги стиснале петролејските виделца, гајзерничињата, ламбите и фенерите. Земјаните црепни и саѓот се недалив инвентар на секој огниште. Интересен е моментот врзан за изработката на овие црепни. Имено, иако се грнчарски производ, а грнчари биле само машките глави во семејството, нив ги изработувале жените, и тоа само во еден ден од годината, на денот на женскиот верски празник, Руса среда или преполовение, како што уште се нарекува кај народот. Иако имаме електричен според, и денеска месиме ние работиме на огништето. И месиме и пита, и леп си месиме, под бршникот го печеме. И со јадењето многу су поукусни под бршникот, све што се пече, што се готви. И е така. А младите сега не знаат тие работи. Никој. За жал, на нашиот пат, низ повеќето села и помали градови, наидовме на мошне мал број куќи, во кои огништето се уште е во употреба. Ерата на современата урбанизација и техника ги уништи и старите навики, традициите на македонскиот човек. Денес, над многу огништа, пајаците ги сплеле своите мрежи, купиштата пепел ја затрупале и последната искра на нивното живење. Па така, најголемиот број од нив денес се само неми сведоци, споменици на едно време, на еден начин на живење, дух и култура на македонскиот човек. Покукнината изработена од разновидни дрва, најчесто е производ дело на селанецот, на мажите. За задоволување на своите секојдневни домашни потреби, тој често го користи и дрвото во неговата природна форма. Овие дрвени предмети се можно едноставни по својата форма, со малку украси или без нив.
Еве, ги гледаме дрвените паници, чупани, садови од кои се консумираат млекото и млечните производи. Во селските домакинства особено се омилени и се уште се во употреба садовите за црпење и пиење вода, како буклето и торката кои служеле за пренесување вода. Тука се и поголемите садови во кои се преработува млекото, како на пример бутинот, потоа коблето, качињата и садовите за чување жито, брашно, граф, а кои секогаш се изработуваат во поголеми димензии и од подебело дрво. Си живееме со стариот по село и вака си работаме. Ништо ново немаме, ни лонци, ни машини, ни ништо. Млекото си уматиме со бутењ, вака капаци, грнци, лајце, букариња, све старо. Си имаме време, не идеме мие нигде, а децата ни се удржавно таму, како знанака жива мие баќе. И готово. Не само во одамнешни времиња, туку и денес, речиси во сите села, ниту едно домакинство не може да се замисли без дрвената софра, или како што уште ја нарекуваат, синија или трпеза. Таа е можна едноставна и ниска, со колцеста форма, а служи како маса околу која се редат ниски триножни столчиња и самотворки наречени магарчиња, а се изработени од природно подебело разгрането дрво. Додека ги правевме овие обиди да ги регистрираме старите предмети, во некои куќи наидовме на садови кои веќе заборавени лежат по визбите, натрупани и помешани со разни отпадоци од стакло и пластичен крш. Напуштани од своите домаќини, овие садови пропаѓаат заедно со големите куќи во кои времето длабоко ги врежало своите заби. Ситните земјени предмети, едноставни за изработка и можни издржливи на високи температури, се најнеопходниот инвентар во секојдневното живење, особено кај селските семејства. Тие биле во употреба уште од дамнешните времиња, а гранчарскиот занает и денес екзистира како по градовите, така и по селата. Денеска направив стомне водарче, што ќе ми ја донесе поблиску водата. Утре ќе направам кондирче за вино, грне и ибриче за ладна ракија. Врти се глино, работи меѓу прстите, исправај се нагоре, до ракавот, до раката, до рачката, рачниче нарачано, моја домашна задачо, домашен погледу, доприме со разликата меѓу мојот глас и моите зборови.
Zadutre ќе направам дулаче со свирче, стомне невестинско и барде со пилиња. На крајот ќе направам дуле за душниче, за векот што е вечен, оти никој не му избегал. Врти се тркало под колена, под стапала, под окови што ти покажува, под тоа светло со друго светло што се позаимува, што се продолжува. Отворај се стомно со устинката, мислејки и на устата што ќе те мисли, цели и целива. Се повеќе се одлива среќата од секое стомне. Помалку се оттура и нема како да го запрам за последно времето, кое додека зборував не е тоа и веќе е остарено. Затоа, капи зоду од видот на видливата страна од садовите, запамети го сонцето, состави се со него, прочитај му го ракописот, препиши го дур да се раздени, разберете се меѓу себе и за мене. Од гранчарското коло излегуваат два вида земјени предмети. Предмети за секојдневна употреба и украсни предмети наменети за свечени моменти. Во дел од нив се готви храна, како на пример во грнето и тавата. Додека во поголемите садови, така наречени врчви и девли, најчесто се чува течната и зрнеста храна. Секако, највредни и најатрактивни биле садовите изработени од метал, односно они од бронза, бакар и сребро, а кои секогаш ги имале поимотните куќи, особено оние во градовите. Тие наедно биле и огледало за имотната состојба на домаќините. Па видете, иако занаетов нашиот казанџискиот е веќе во изумирање, сепак постои заинтересирани за нашите производи, што ги произведуваме моментално. Некогаш се произведувале повеќе работи, шеови, да речам, за домашна потреба, али сега пак се смалија на мал број на тие производи, кои што претежно се ѓумчина за наш поред, што ги викаме ние, обаведно секоја куќа мора да има, джезвина за кафе, ибрици за каштевка, што ги викавме ние, и тепси некои, тави, али во помал број, не како што беа некогаш. Во Крушево претежно поголем број беа казанчи, од кои што остана сосема мал број. Така да можеме ние со некои наши производи да задоволиме сите тие побарувачки, али одиме кон тоа и тежиме, и муштерите тежат повеќе на сувенири веќе, преориентирани на сувенири.
Според својата форма и намена, бакарните садови, изработени од домашни мајстори, покажуваат голема разновидност. Најупотребувани метални садови, уште од најстарите времења па до денес, се големите тепсии, кои најдно служели како трпеза за јадење. Поради високите цени на нивното чинење, богато украсени со орнаментика, овие големи тепсии најчесто се сретнуваат кај поимотните градски семејства. Ова наша куќа е градска куќа. Од кога е направена така со овие мусандри долапи, толку убаво ни служат, што многу ствари ставаме натре. Не би сакале да ги турнеме и да ставиме други нови намештаи, кога толку ни служат. Имаме и стари ствари со кои се служиме, тенџери на бакарни, други, што никогаш не се кршат и многу ни служат убаво. Пред навлегувањето во употреба на порцеланските садови во секојдневниот живот на македонскиот човек, во широка употреба биле бакарните чинии наречени саани. Изработени се во разни форми, со капаци и без нив, со повеќе или помалку орнаментика, потоа извонредно обликуваните ѓумови за вода, и брици, павури и други предмети. Регистрирајќи ја по куќнината во Крушево, кај еден од казанџиите наидовме на еден можно интересен предмет, наречен гевгир, изработен во 1898 година, а служел за цедење на пченица. Овие метални садови се мошне архаични и тие најчесто се пренесувале и се уште се пренесуваат како семејна скапоценност. И покрај разните видови и називи за металните садови и предмети во домакинствата, кои нашиот народ ги примил од страна или ги условил во заедничкото живење со многу туги и автохтони балкански народи, во значителна мера се застапени и метални предмети изработени по углед на домашните садови од дрво или глина. Инаку да кажеме само и тоа дека овие метални садови се мошно идентични со оние кои се употребуваат и кај другите балкански народи. Големото богатство од разните видови стара селска и градска покукњина денес веќе е на исчезнување.
Индустриската покухњина зеде силен замав, особено по Втората светска војна, и речиси ја истисна од употреба оваа стара, но практична, издржлива, благородна и наедно уметнички вредна покухњина. Па така, во одделни региони нејзе не можеме да ја сретнеме ни фрлена по визбите. Пластиката, нејзиниот главен конкурент, ја доби битката, за жал.